Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание. Ја Деборек Сител 3 телевизија. Како што најавивме, вечерва гостин ќе биде Стефче Јакимовски, градоначелник на општина Карпош и лидер на партијата Гром. Господин Јакимовски, добро вечер. Добро дојдовте. Задоволство ми е што ве гледам овде. И мене исто. Навистина, во последно време многу прашина се дига околу вас, околу вашата општина. И ве поканив од два аспекта. Имавте неколку јаки настапи во јавноста во врска со вашата партија, со Гром, со политичката ситуација, секако и протестите во врска со кои се случуваат во општина Карпош. Да. Во општина Карпош, за кои искрено добивам многу различни информации. Па, мене ми беше логично да ја разјаснам ситуацијата, да ве поканам овде и да поразговараме за сите актуелности. Значи, еден дел ќе бидете гостин како градоначелник на општина Карпош, а другиот дел како лидер на партијата Гром, во која ќе разговараме за општата политичка состојба во Македонија. Добри ли сте? Одлични. Значи, почнуваме како градоначелник на Карпош. Колку години терате веќе? Јас овој трет мандат е, во третиот мандат веќе скоро 3 години изминуваат, значи бев од 2000 до 2003 година и од 2009 година наваму сум градоначелник, значи еве скоро 7 година до 14 април ќе биде 7 години полни. 7 плюс 3, 10. Добро. Вие сте и политичар, и градоначалник. Градоначалничката функција е и политичка, ама и многу практична, гледајќи го и Коце и вас учите ФИ 12, цевки, канализациони, вакви, онакви, се влегувате во шемата. Може ли човек, ме интересира, онака лично, како амбиција, се исполнува ли човек како градоначелник? Не ли доаѓа она викаш, окей, направив што направив, дај да си терам сега нешто приватно, бизнис, не знам, си фатите фирма, ве бива веќе за многу работи, имате многу контакти, сигурно би биле успешни и како приватен бизнисмен. Па градоначелникот Коце Трајановски, он има завршени технички науки, машински инженери. Јас сум економист. И сега за него е многу пологично да ги знае и ФИТЕ и дел од градежните работи така натаму. За мене како економист малку понелогично, меѓутоа нели треба се има малку дарба и работите се учат. Она што ја можам да кажем е дека мене ова функција ми исполнува. Се наоѓам целосно себе си, има резултати на терен, се чувствува кога ќе направиш нешто дека си направил добро, граѓаните реагираат позитивно. Веруете, многу е потешко да се биде министер. Секоја промена што ќе се направи во политика на едно министерство или на една влада, тој е гломазен механизам, тој е како еден огромен брод, огромен танкер, додека го мрднеш ти малце на страна, значи многу време треба да пројде, за разлика овде во локална самоуправа многу побрзо може да дојдат резултатите, креативноста и во суштина градоначалничката функција е менаџерска функција. А што се однесува тоа дали сум можел бизнис така натаму, значи јас имам своја приватна фирма. Кога станав градоначелник 2000 година, јас имав некаде околу 90 вработени, сега се тие спуштени некои 5-6. Значи кога јас сум надвор од фирмата, секогаш таа оди надоле, кога сум во фирмата, секогаш оди нагоре, што значи дека и кога нема да бидам градоначелник било каква функција, нормално по 2006 година по завршувањето на министерувањето, тие 2,5 години јас нормално си бев во својата приватна фирма. Започнавме како градоначелник, ќе идеме со актуелностите, ама слушај, јас сум импровизатор, ми доаѓа нешто многу на овакво, нема врска, ќе ми извиниш сега. Не верувам ни дека си информиран. Долго време размислувам, Стефче, извини што ти се обраќам вака, бидејќи ова е оф програма. Ќе го избришеме од снимкава.
размислувам да напишам кога растев у Скопје, и тука сме со генерација, се сеќаваш на Ванила? Како не? Ванила беше лоцирана во општина Карпош негде кај што е машинопромет. Така. Она после се инкорпорираше со Жито Македонија, ако не се лажам јас презерде. Со Жито Лукс. Со Жито Лукс, извинувам. Да. Со Жито Лукс. Да. Никако не можам да стапам у контакт со некој кој е жив сведок, кој памети, а не можам ни да соберам ни фотографии, а поготово рецептите од тие што се јадеа. Не знам, сега извини што те носам у овие води. Индијанките, еклерите, Марципаните, лењапитата, лиснатото тесто како што го правеа, бурекот, ванила кола и така натаму. Ај на страна. јас посебно благите, рум паста и така, да. Има ли шанса да дознаеме да ја фатиме трагата? Можеш ли да ми помогнеш, бидејќи би сакал да посветам една емисија? Мора да најдеме некој што работел таму и што бил евентуално раководител на тој дел, производниот дел на Ванила. Ајде баш. Да се потрудиме, јас вака моментов не би текнувам, може да се најде. Можеме да најдеме. Извини, вака што ти изненадив со ова, ама и ни ја не го планирав да ти поставам прашање, ама денојуве ми е во подсвест, бидејќи е тоа еден убав аспект на урбаното живење на Скопје, на Карпош, таму беше фабриката. Јас кога почнав на училиште прво оделение, од прво до 8 во Влае, инаку да знаете, Влае тој дел кај киното, тој е првиот трговски центар во Македонија. Да, тој е првиот трговски центар издаде 65-та година, значи имало кино, имало самопослуга, имало Ванила, натаму Кројач, Бербер, кафанче и не знам кои други, продавница за овоштие, за бела техника и така натаму. Практично тој ако е монтажен, тој е првиот трговски центар изграден во Македонија 64-та година. Вау. И ние во таа Ванила, може да мислите, цело училиште, Да, сите. 1000 деца со рачињата, секам на еден Чичко Ангели и тетка Маре. И сите во глас, тетка Маре со рачињата, баране кој геврече, кој бурек, осминка со месо, со и така натаму. Секогаш сме, јас особено секој ден, нормално бурек со месо. Ја особено марципанот. И ванила колата. И уште им кажувам, од сите овие пијалаци што се, највише ја паметам ванила кола. Дури Кока-кола им требаше после 25-30 години направи они ванила кола. Јас не знам, принцес Крофните има сега. Да, принцес. Па ванила индијанките така. Значи принцес Крофната има сега развиени нови, како да кажам, сладкарници и така натаму. Никогаш не е вкусот како што било на или на индијанки. Или во својот излог парче алва, олкаво, па сечеш на парче и така натаму. Еклерот, кремот во чашки. Од тогаш го сакам и еклерот, и принцес Крофната, и индијанката. Па тоа се тие рецепти. Направи една некој приватно стара ванила, нешто приватно, ама нема врска со тоа. А овие рецепти некаде постојат. И мислам дека ако може да се овакво или да ги откупи некој или да се направи некоја акција, ја би ти помогнал на пример нешто, бидејќи мислам дека има многу граѓани што сега вака ги ми ја загреавме душата со носталгија што се сеќаваат ново. Апетитот. Океј. Вака, ја се подготвував малце за вас, бидејќи мене не ми е многу позната, бидејќи не можам ни да ја следам целата ситуација. Оне гледам дека се случуваат протести во општина Карпош и колку што разбрав, граѓаните на општина Карпош ве прозиваат за работи, дека рушите, дека градите, дека зеленило немало, одеднаш немало кислород, не се дише, сечете дрва, тоа им стана веќе популарно, сечење дрва и уништување и така натаму и така натаму. Зашто во суштина се работи во целава приказна? Знаете, многу е чудно како најна станавме дрвомрсци, тревомрсци. Ја не можам воопшто да имагинирам дали воопшто постои човек на светот кој не сака трева или не сака дрво. Мислам дека не постои таков човек во светот, а не да речеме да биде тоа одговорен субјект, градоначелник или било кој што не сака да уништува дрва или сака да уништува трева. Во суштина се јавува една пропаганда на Социјалдемократскиот сојуз кој што не можат, не само тие, било кој за Стефче Екимовски, за мене како градоначелник не може да каже дека овој не работи.
дека нема идеи, дека нема реализирано проекти, дека не се грижи за решавање на проблемите на граѓаните, дека, не знам, Карпуш е општина со проблеми и така натаму. Ние најчесто сега, кога ќе одиме на средба со граѓаните, најчесто прашањата од граѓаните кон нас е за прашања кои што се не се во надлежност на локалната самоуправа. Да речем дека веќе 90 и повеќе насто од проблемите што ги имале граѓаните веќе се разрешени. И сега се наоѓа еден нов модел на кој што граѓаните, да речеме, лесно се палат, тоа е тревата, зеленилото и тоа се сечењето на дрвата и така натаму, дека некој ќе го узурпира зеленилото, ќе узурпира тревата. Така беше со урбанистичкиот план во Карпов 4 на потполно измислен проблем, каде што се прави урбанистички план. Практично Карпов 4 никогаш немал урбанистички план, бидејќи тој дел е урбан, немало потреба да се прави урбанистички план, затоа што треба да се прецртаат тие згради и немало потреба од било што друго. Меѓутоа со новиот генерален и порано можеше да речеме да земеме едно парче од таа населба и да направиме за него урбанички план. Сега генералниот урбанички план ни бара да се усогласиме со него и тој вели дека мораш да направиш на цел Карпуш 4 нов урбанистички план. И тогаш и на тој дел што не сакате или што нема потреба, вие мора да правите урбанистички план. И сега стандардите што биле 65-та, 6-та до 73-та година и денеска се потполно различни. Во сообраќајот, во урбанизмот, во паркирањето, во, не знам, однос зеленило со урбано, значи потполно се различни. Значи збориме за конкретно за зацртување по планот на ДУП-от, по планот на генералниот план. Ние мора да го спроведеме генералниот, генералниот план. Тој ги утврдува на мене. И таму утврдува дека, не знам, мала сервисна улица дека треба да е 5 метри. Да, си има правилници и таа 5 метри. Зафаќа малку од зеленилото. Да, вака сега, на пример, вие тоа конкретно не го правите, али мора да го зацртате. И тоа не е наша работа. Тоа кажуваат сообраќајците. И они се неприкосновени во своите правила. Истиот проблем го има во кисела вода. Секаде. Што ќе каже градоначалникот на Чаир? Таму се, не знам, во Јаја Пашево, тие делови се улички по 2,5-3 метра, а он мора... Ќе се бунат дека им земаат од дворовите. Не од дворовите, куќите, низ куќите мора да се пројде. А мора да го исцрта. Он вика, нема да ви рушам, ама морам да исцрта. Тој мора, за да се усвои урбанистичкиот план, значи мора стандардот вели дека уличката минимум мора да биде 5 метра, метро и пол тротоар лево, метро и пол тротоар десно. Значи тоа е минимум 8 метра коридор треба да има. И тоа не зависи од нас. И ние често пати се расправаме со сообраќајците, објаснуваме дека на теренот е сосема друга фактичка состојба, тие не можеме, тие правилникот е вака, ван тоа не можеме и нормално со граѓаните не може. Многу е тешко да се објаснува. Или например, така, он е уплашен дека утре некој ќе му го дека некој ќе дојде, дека ова некој трик и така натаму за да ги руши. Истите проблеми мене ми стигна и за кисела вода, еве добро кажувате за чај. Да, секаде ги имаме ние истите проблеми. Каде дојдоа овие насоки законски? Па добро, голем дел е усогласување со европските директиви. Значи ЕУ бара од нас. Значи со европските директиви и нашите правилници мора и законски решенија да бидат усогласени според европските директиви. Сервисна улица мора да биде таква, собирна улица мора да биде толку, магистрална мора да ги има тие пропорции, нели, магистрална улица мора да има дел коловоз, дел мора да има тротоар за пешаци, дел за велосипедисти и така натаму, додека пак, да речеме, не знам, стамбената улица е нешто сосема друго. И сега, например, законот вели, од дома не можеш на собирна и на магистрална улица да излезеш. Например, куќите што се наоѓаат на Партизанска, по закон не смеат да излезат на Партизанска, бидејќи го забрузуваат сообраќајот. Ние по Партизанска, спротивно од Карпош 2 од другата страна, имаме куќи кои што не смеат да излезат на Партизанска по закон. Така. И сега, законодавецот вика, мораш да му нацрташ внатре, улица треба да нацрташ измеѓу едните и другите куќи, да уцрташ улица, значи... Добро. И сега, нормално граѓаните реагираат. Тоа значи дека би им се одзеле дворови, иако никогаш тие имаме ни урбанички планови кои што никогаш не се реализирале. Например, булеварот Теодосиј Гологанов веќе 40 години уцртан дека изнесува 72 метра. Еве да прашам дали булевар Теодосиј Гологанов изнесува 72 метра. Земете од еден крај, измедете од другиот да видите колку е 72 метра. А тогаш не се бунеле кога го Ама не, никогаш не е тоа направено. Значи има работи кои што се прават, меѓутоа невозможно е да се изведат во практиката. Или, например, Карпош 4... А која е идејата? Чекај, господин Јакимовски. Која е идејата? Значи, се едно.
За ова ќе разговарав или со вас, или со Беличанец. Која е логиката да се на исцртува, бидејќи, еве со Беличанец разговарав, вашата колешка. И она вика, ја живеам у Кисела вода. Исто ми е зацртано, дел од мојот двор е зацртан дека презема улица, затоа што сервисната мора да е 5 метри, таа е 3 метри и така натаму. И вика, а никогаш нема да се проширува. Ама која е логиката? Морам, вика, по закон. Мене, вика, закон ме гони да ја тоа го направам. Ако не го направам, ја ќе одговарам пред закон. Добри сте? Да, добри. Законодавецот смета дека има дел субстандард. Значи, субстандардни куќи кои полека ќе се разрешуваат, ќе се рушат и така натаму, и полека таму ќе се прошируваат улиците. Но има делови кои што се објекти градени по нови стандарди, во ново време, и тие никогаш нема, да речеме, бар наредниве 50 години нема се рушат. И нормално, таа ќе биде статус кво ситуација додека не настане некоја друга можна измена после, да речеме, 2, 3, 5 децении. Но има делови каде што тоа може да се интервенира, во делови каде што се, да речеме, субстандардни објекти или каде што се прават новоградби. А сега законот не може да биде за новоградби, вака ќе важи, за нови населби, ние готово во Македонија да не правиме нови населби, ние каде имаме, да речеме, не знам, се прави од корен нова населба, како тоа што се правило 64-та, 65-та и така натаму. Значи, законодавецот тоа го прави за сите. И за нови улици кога се изведуваат и за стари. Или за паркирањето. Кога се градел општина Карпош, најголемиот дел, бидејќи општина Карпош, се градел, освен Карпош 1, останатиот дел се градел од 64-та година па навака. Стандардот бил 0,4 паркинг простори за еден стан. Тогаш секоја трета или пети стан имал кола, автомобил. Денеска стандардот е секој стан мора да има паркинг место. А такво нема у моментот. Ние на терен тоа го нема. Ние го немаме тоа на терен. И сега, за Карпош 4 треба 3470 паркинг места. Не треба да бидеш градоначалник, не треба да бидеш било кој. Пресметката кажува 3470 паркинг места, бујрум, да седнем и кажете, луѓе, кај да ги ставиме тие 3470 паркинг места. Чаре? За да урбанистичкиот план пројде, за да сообраќајецот даде подпис, за да надлежните институции го подпишат, за да тоа биде согласно закон, затоа што некој, ако подпише нешто што не е согласно закон, тој одговара пред законот. И тој не сака да го крши законот. Со која крајна цел? Што да се направи? За утре да се изгради што? Капна гаража? Например, ние на терен имаме изведено паркинг места, ама кои не можеме да ги прикажеме во урбанистичкиот план. Например, како што ви кажа преска, од магистрална не може дома да одиш, од магистрална не може директно на паркинг, од магистрална мора во собирна, па од собирна во стамбена, па да одиш на паркинг плац. Исто и од собирна улица мораш во стамбена, па од стамбена да влезеш на паркинг простори. И ние, например, на собирните улици имаме направено, Карпош 4 го земам како пример, сме направиле преку, сега ќе ви кажам, преку 600 паркинг места. А ние не може да ги прикажеме во урбанистичкиот план, бидејќи се наоѓаат на собирна улица. Дали е тоа незаконско? На терен... Дали може утре да одговарате вие заради ова? Не, на терен ние ги имаме. Ама не можеме да ги прикажеме во урбанистичкиот план. Ние мора да ги прикажеме на некое друго место. Добро, дали би можело да биде, например, еве, за паркинг местата, кога веќе конкретно збореме, например, Тодоровиќ се обиде многу елегантно да им помогне на граѓаните од општина Капиштец, од населбата Капиштец. Да, тоа е одлично ги изгради решение. решението Одлично. кој го прифатија после и во аеродром, бидејќи Так. нема што друго да правиш. Така. Ние се обидуваме и размислуваме сега во делот на млечен ресторан. Добро? Таму е навистина голема гунгула со возила. Многу, страшно е. Значи, стварно е загрозен животот на граѓаните. Од Така. друга страна имаме и дел на куќи кои што се субстандард и нив мора да ги решаваме. Добро. И сега се размислуваме, сакаме да А отвориме таму се една тесни тема. улици и треба да ги Тесни улици, прикажете. но има неколку простори кои што можеме евентуално на нив да нацртаме, да се вцрта овие платформи и евентуално мали катни гаражи. Меѓутоа, оно што е интересно, граѓаните се креват и против катни гаражи. Не можам да разберам како може да бидеме против изградба на катни гаражи кои ги решаваат проблемите на граѓаните.
Значи, ниједна катна гаража не создава проблем, туку решава проблем со тоа што на него. И да речеме, во Карпуш 3, ние, општината, се обидовме да цртаме катна гаража во близината на општината, затоа што кога се изгради новата општинска зграда, таа ќе биде најголема општинска зграда во Македонија. Кај ќе ја градите? На старото место, кај што беше, кај што беа бараките, кај што беа, таму ќе биде новата општинска зграда. Што е проблемот? Планиравме да направиме катна гаража која ќе ја направи општината и кој ќе ја користат вработените од општината и граѓаните без пари. Оние што доаѓаат, што барат услуга од општинската администрација и граѓани. Имаше спортни ставувања, никакво катна гаража да не се градело, им објаснувавме на луѓето. Зошто не? Што е објаснувањето? Не сакаме катна гаража. Зошто? И сега... Еве, почитувани граѓани на општина Карпош. Ја имам најавата за гостувањето на господинот Јакимовски и ме интересира. Зошто не сакате ова? Мене барем ми звучи разумно, но еве напишете, па во меѓувреме на првата пауза ќе ги прочитаме и некои, иако предпоставам веќе дека вие ги имате артикулирано нивните барања зошто и како. И ние таа катна гаража сме ја тргнале, јас им образложив се што имав да им кажам, дека тоа е во нивни интерес. Таа ќе ја гради општина. Да, ја тргнавме, нема проблем. Добре. Јас велам дека моето живење и моето паркирање, јас сум денеска градоначелник, утре нема да бидам. Бидете свесни дека овде 200 вработени ќе има во општинската администрација. Не е таа само општинска, ќе има подрачни единици. Тоа се 300 автомобили. Па не, ама секојдневно доаѓаат граѓани. Па, значи тука ќе биде оделение за имотно-правни односи, тука ќе биде одбрана и заштита, тука ќе биде подрачна единица Министерство за земјоделие, на правда и така натаму, значи тоа се служби кои што најчесто тие луѓе доаѓаат со сопствени возила. И на тоа кој ќе додадете вие и граѓани што доаѓаат, што користат услуги, и значи таа катна гаража ќе гради општината со сопствени средства, тоа не чини многу, бидејќи таму имате песок, бетон и челик. За да направите една катна гаража, не таа Бог знае колку скапа, ние можеме тоа да си дозволиме и да го направиме. И му објаснив дека моето паркирање, моето живење нема да биде загрозено, нивното ќе биде. Тие одлучуваат така, и јас реков, добро, што вие сакате? Ние нема да трошиме пари, да се расправаме со вас, нема проблем, ќе ја тргнеме. Меѓутоа, за кратко време вие ќе видите дека овој проблем станува сериозен проблем. Вие имате со години голема поддршка од граѓаните. Вие 3 пати на мандат не сте затоа што ви паднал од небо, туку ви го дале граѓаните на општина Карпош. Сега, еве, многу фер од ваша страна, иако мене ми звучи логично и ја за среќа не сум на ваше место, но да бев на ваше место, ја за добро на граѓаните не би ги послушал за да им направам добро. Но вие ги слушате нив. Има работи кои што ги слушаме, има работи кои што не можеме. Добро, толку ли е голем отпорот кон оваа катна гаража, начинот како да се реши овој проблем, да вие морате да се откажавте, или идевте на некој локален... Зошто не идете на локален референдум на општината, чисто да видите дали ви се прифаќаат плановите за... Да ви кажам вака, значи кога биделе ние на чист граѓански концепт, граѓанинот соочен со неговиот проблем, да излеземе и да, како луѓе, разговараме за проблемите што ги имат. Ние сме таму ставени. Јас, негош вика, кој највише седи, најдуже мора да гледа. Значи, јас сум должен да ја гледам мојата општина како ќе изгледа после 20-30 години. И ние мора да действуваме пред проблемите напред. Значи, кога ние би се соочиле со разговор кој што е аргументиран и да се разбереме нозмо аргументи за, аргументи против и така натаму, проблемот е што секоја било каква минимална можност се политизира. Аха, така. Значи, се политизира во кој што опозицијата, односно Социјалдемократскиот сојуз, можете да мислите, јас сум 3 години, скоро 3 години реков градоначелник во општина Карпош. Да не се на седница на совет, кога се прават програми или кога го носиме буџетот, ниту еднаш да не се искочи да се каже, слушај, ние сметаме дека на оваа уличка или позади оваа зграда или на овој паркинг или на ова темно место треба една светилка. Или дека овде треба 1 метар должен тротоар, или овде треба 50 метра водовод, или овде треба уличка. Никогаш, ама апсолутно одговорно тврдам пред граѓаните дека никогаш Социјалдемократскиот сојуз на седница на совет или кај мене не дошол со предлог нешто да направиме за граѓаните. Се е контра, све е отпор, све е проблем, све е криминал, све е, не знам, ќе крадеме зеленило, ќе крадеме трева, сега тие проблеми се трансферираат на Тафталиџа 1.
Една прекрасна населба. Тафталиџе 1, Тафталиџе 1. таму треба да се гради некоја бензинска пумпа. Што е проблемот? Не е точно, нема да се гради. Пазите вака. Имаме... Ови така вика. Да. Ја од Да. кај нив ги дознав овие работи. И таа бензинска пумпа ја тргнавме. Што сакам да кажам? Значи, има барање од Лукоил, има барање од други инвеститори за бензински пумпи. Каде е ова, за која локација? Ова е локација на улица Московска, кој ќе свртите од булеварот Одоси Гологанов, вртите десно према пазарче Тафталиџе, веднаш после студентскиот дом има едно игралиште, кој е као некоја вештачка трева, веднаш до него на тој простор сметавме дека е државен простор. А тоа е оваа првата пред студентскиот дом, не после кај семафорите. Не, Добро, пред. Таа е Московска. Значи сметавме дека оти обично бензинските пумпи се атрактивни за инвеститорите. Вие гледавте во аеродром простор за бензинска пумпа излицитира 100 милиона денари, тоа е 1,5 милиони евра. Не само тоа, него стана атрактивни места? Да, стана атрактивни места. Еве ова што е сега во Карпош 3, значи на Окта бензинската пумпа стана култно место. По цели ноќи работи, се собираат граѓани, млади луѓе и така натаму. Значи исто и во се подобрува аеродром, снабдувањето на граѓаните. Значи не гледам апсолутно баш кога се работи според сите еколошки стандарди. Јас сум бил во земји членки на Европска унија по згради. Да збориме, значи топ веќе ги прават како прво сметаме дека општината ќе обезбеди квалитетни средства. Второ, ќе задоволиме потреби на инвеститори кои што постојано доаѓаат и нормално тоа ќе биде добро и за граѓаните на општина Карпош. Ама сите општини го прават ова. Се може замислите кога граѓанин кој што живее на 500 метри од тука и доставува анкетен лист вели јас не сакам бензинска пумпа. Што е причината освен политичката мотивација? Добро, ја тргнавме таа бензинска пумпа. Следна работа, не знам, имало улица помеѓу нивните згради, а да речеме одредени згради немаат според фактичката состојба на терен немаат прилаз директно до зградите. И таа улица не е вцртана од сега, таа е вцртана со претходните урбанички планови. Да, ма они ве уведуваат дека овдека со мешетарење, дека правите некој мешетарење со дупот, дека има овде мафијашка работа. Така ве обвинуваат. Знаете што? Рековме дека овие, како се викаат, улиците ги одлучуваат кај ќе бидат сообраќајците. И ако таму имало улица и со претходни детални урбанички планови, значи тоа е фактичка состојба, а улицата не е изведена. Нити ние имаме потреба, например, да изведуваме улицата. Она што главно обвинување за мафијаштво или не знам што, тоа е поставување на маркиците. Значи, каде што се вцртуваат куќи или стамбени згради и така натаму, тој е дел каде што се обвинува локалната самоуправа во спрега со инвеститори и така натаму, дека тоа мафија, урбана мафија, тоа е најновиот и најпознатиот термин. И сега тука предњачи нормално Социјалдемократскиот сојуз. Како, интересно е, како во Тафталиџе 1, додека се вцртуваа маркици и градеа членови на Социјалдемократскиот сојуз, тоа не беше урбана мафија, тоа беше нормален бизнис, тоа е нормална потреба за граѓаните и не им треба зеленило, не им смета ништо, не се загрозува екологијата. Например, во Тафталиџе 1, првата зграда што е направена во зеленило е на Никола Велковски, поранешниот главен градски архитект, председател на Општинска организација на Социјалдемократскиот сојуз на аеродром или Кисела вода, председател, односно советник во град Скопје. Вие можете ова да, добро, сепак како градоначалник, вашиот збор можете да ги покажете овие работи, да видиме. Јас донесов еден USB, можете да ги покажете. Што се две згради кои што се изградени фирмата Инком на Никола Велковски. Чекајте, вака, пред да ги пуштам. Значи, имаше протести, околу 200 граѓани од општина Карпош се собра и протестира против изградба на бензинската пумпа. Страшна работа. Мислам А бензинска пумпа нема. Или например некој оди граѓаните им вика ова игралиште дече што го гледате овде ќе го нема веќе, тука се уцртува зграда, нема врска. Нити ние по закон можеме на место на дече игралиште да уцртуваме зграда. И вас ве обвинуваат дека вие градите таму, дека правите мафијашки работи, значи урбана мафија со гупот, со дупот и така натаму, а вие идете со една друга контратеза, дека кога нивните членови градеа таму и градат и уште градат. Тоа не е мафија. Тоа не е узурпирање на зеленило. Ајде да видам дали е тоа точно што го зборите. Значи, вие велите дека имате снимки од нивни
урбани објекти кои сметате дека се... Ова е објект на Никола Велковски. Ова е првиот објект направен во Зеленило. На улица Букурешка. Ова е на улица... На Инкум, да. Првиот објект направен на улица Букурешка од И ова е на главниот Зеленило. градски архитект. И ова е на... Узурпирано Зеленило. На узурпирано Тогаш Зеленило не им требаше. Добро. Натаму имаме објекти на Боро Хрисафов или Колкав е фирмата овој Хрисин. по обем? Ова е доста голем објект. Па доста, има сигурно 3-4. Ова е исто негова зграда. Спроти Георги Димитров. Мислам дека ова беше неговата зграда. Ова е Вила Кастра кај што живее Радмила Шекеринска. Ова е најголемиот објект во зона на индивидуално домување. Десно од улица Варшавска се е зона на индивидуално домување. Ова е прототип. Миро прототип не е мој пријател на кумот на Бранко Црвенковски. Дали таму се вцрта хотел. Чекайте. Ова е... Куќата во која што живее Добро. Радмила Шекеринска, Вила Кастро. Ова е легално изградена. Тоа е легално уцртана маркица. Така. Тоа е најголемиот објект во зона на индивидуално домување во Тафталиџе 1. Гледате колкав е објектот, колкав габарит има. Ова треба да биде индивидуално домување. Дали ова е индивидуално домување? Ова е прототип. Тука е вцртан хотел. Ова е пријател на АЦ Петревски од Охрид, фирмата Трим и така натаму. Ова е покрај Теодоси Гологанов. Значи, исто Зградата така знам воопшто дека ова беше зелен. Да, нема протести, нема овој дел е субстандард и така натаму. Субстандард. Да, значи нема протести, нема реакции. Или на пример ние правиме урбанистички план во делот од Александар Палас према нагоре по должината на Линденска, никогаш немало таму урбанистички план. Да, дури... И сега да. доаѓаат организирани луѓе од Социјалдемократскиот сојуз, од улица Козле, од улица Миле Попјорданов, од Нерези. Нема допарни точки со... Никаква едноставно забелешка дава, не ми се допаѓа урбанистичкиот план. Да. Значи, Трим. Не разбирате? Значи, каква врска има со тоа што се случува, значи, спроти Карпуш 3 во делот на покрај Вардар од Александар Палас нагоре, со Козле, со улица Миле Попјорданов, со улица Козле, со улица Московска. Бидејќи од позади се урбанизира и тој дел, согласно генералниот урбанистички план. Затоа што често пати го користам тука кеот, патеката што ја направив уште на времето, доста... Сега не можам да кажам дека не е ни субстандард, а не е ни зелена површина. Значи тука некои купишта на диво зеленило, на земјако, да, ние мора да го рачистуваме. Ја ќе ви кажам и во дела. Што е во план во ГУПот и во ДУПот тука да се гради? Во ГУПот тоа е дел на D3, тоа е значи спортско-рекреативна зона која што и дел може да биде колективно домување и деловни објекти. И така и го правиме планот дека тоа требаше да биде резиденцијален простор тука за амбасади. Така. А ние добро прашање поставивте. Со плановите што ги правевме од 2000 до 2003 година, кога бев првиот мандат градоначалник, делот спроти електромашински факултет према Илинденска. Тој беше предвиден за резиденционална зона. Да. Значи, од прилика од 2000 до 3000 метри до 3-4000 метри квадратни резиденции за амбасади. Мислиме дека е прекрасен дел, кој што може безбедносно да се обезбеди, гравитира со факултетите и апсолутно личеше и интерес на општина Карпош да добие таков еден резиденционален дел. Многу репрезентативен. Заминав јас министер 2003 година, по моето заминување, прв објект што се направи на Чифриганец зградата. Не го дозволив јас тоа, градоначалникот после мене, кој од Социјалдемократскиот сојуз. Потоа се направи на Тар инженеринг, потоа се направи зградата на МИДА, па се направи Хипериум, па се направи она зградата на Пелистерка и така натаму. Значи, како се вика, ѓаволот излезе од кошница. Од кошницата. Или, например, еве го овој дел од Тафталиџе. Значи, ова е исто така објект за кој што тоа е поранешна местна заедница, која што е собственост на Социјалистичката партија. Добро. Ние за ова сме воделе спор 10 години. Иако
имотното право на социјалистичка партија беше кристално чист. Да ги задоволиме апетитите на граѓаните, одевме на суд и на суд, значи, со пресуда на Врховен суд, со завршено БЗЗ и така натаму, објектот е на социјалистичка партија. Како тој објект добила социјалистичка партија? На времето, во комунизмот, кога имало пари собранието да гради објект, доаѓала нова година, сакале да градат ваков објект, меѓутоа парите ако останале на сметка на собранието, тоа значи дека ги повлекува централниот буџет на сите сметки од општинските собранија. Тие парите што прават? Ги префрлаат кај Социјалистички сојуз, зашто тогаш практично сите били исто, и Општински комитет на Сојуз на комунисти, и Социјалистички сојуз, и Собрание општинско, се рачунало едно исто. Ги префрлат во Социјалистички сојуз, на име на Социјалистички сојуз извадена градежната дозвола и на име на Социјалистички сојуз е впишан објектот во катастар. Социјалистички сојуз се трансформира во Социјалистичка партија, тоа значи имото што го има Социјалистички сојуз преведен Социјалистичка партија. И сега гледате што е само си наследи еден куп имот од Сојуз на комунистите. Сојуз на комунистите. И сега ве молам, значи се противат овде, значи ова е наркоманско гнездо. Wow. Ние уште првиот мандат мој, јас ова се обидов да го покриеме, значи требаше градежно предпријатие Маврово да го покрие, убаво сеќам 65.000 евра чинеше покривањето и така натаму. Меѓутоа Социјалистичка партија се со имотен лист. И се судевме и беа коректни. Се до пред година дена тие не го презима управувањето на овој објект. Значи тамо и претходно имаше објект вцртан со 13 метри. Нацртавме објект со 25 метри. Граѓаните реагираа, го намаливме на 21 метро и ние не можеме како локална самоуправа да кажеме дека ова треба тука да стои. Ние мора да го рачистуваме. Така е. Или објекти... Дај Боже да се изгради нешто. Ова е наркоманско гнездо. Змијарник, како Чекај сакат. сега, имаат против социјалдемократскиот сојуз што овде ќе се гради. Против тука ќе се гради. Или на пример имаме објекти А кои со се све она што они го изградија овдека, ова им е сега проблем. Апсолутно нема проблем. Имаме други објекти кои што се индивидуални куќи, кои што се субстандард. Градени 900... Добро, значи, да идеме 920... ова како што вие така објаснувајте ги како што ќе се појавуваат. 920, 930 има објекти кои што се од непечена цигла, Керпич. Поготово керпич, поготово во делот покрај улицата Прашка. Тамо тие објекти, ова е на Тари инженеринг објект кој што јас исто сум го наследил, значи Тари фирмата е една од фирмите кои што изгради Карши и Машински факултет. Значи јас тие луѓе сум ги наследил претходно од претходниот градоначалник кој што комуницира. Еве ги тие субстандарди. Еве го тој субстандард. Ние ова треба да го дозволиме во Карпуш. И според генерален урбанистички план таму е колективно домување. Ако не се лажам. Не. Ова е по улица Прашка. Прашка, добро. Улица Прашка, значи кај Ванила што е. Да, разбрав сега. Што сакам да кажам? Значи, ние тој субстандард треба да го речистиме. Согласно генералниот урбанистички план. Генералниот урбанистички план вели тука ќе има колективно домување. И сега, за да може да се разрешат проблемите, тамо кој брат како се женел, во дворовите правеле куќички, се тоа најголем дел, не најголем, 99% диво градби, и доградувале куќички, и ние сега не можеме да ги разрешиме, зашто законот вели минимум 200 квадрата мора да има за да може да добие индивидуална маркичка. И значи нив ги групираме за да можеме да ги разрешиме. Треба да дадеме соодветна висина за да сите тие семејства ги сместиме, тој што ќе инвестира да може да ги смести во тие објекти и во исто време нормално нешто за себе да заработи и да го рачистиме тој дел. Гледате, ова се објекти дури од непечена цигла. Тука живеат деца, тука се развиваат во влага, без олуци, без ништо, без било каква хидроизолација и така натаму. И сега ние нормално како локална самоуправа гледаме сите такви објекти во нашата општина, значи субстандардни објекти да се рачистат. Ова е долж ова е улица Варшавска. Така. А инаку, средствата што сме ги добивале таму сме ги инвестирале. Направена улица Варшавска, улица Букурешка со сите краци, улица Дамаска, канализации, сега улица Прашка ќе се гради, Париска, сите овие улици десно од улица Варшавска, што се и Мексичка, сега како се вика, не знам, Петре Пирузе, Хелсинки, значи сите тие улици оваа година ќе бидат целосно реконструирани со замена и на улично осветлување, на рабници, на коловози и така. Ова Јана Москоменски, пазите, ново училиште изградивме, кредит плаќавме до пред година дена, ова е спортската сала целосно, комплетно реновирана, за ова сме дали исто 150.000 евра за реновирање. Значи, ние тие средства што ги Општината добиваме, ги дава. Да, општината, а најиздашни
приходи во локалната самоуправа се токму приходите од комуналите што ги добиваме кога се гради. Затоа што другите приходи се многу ниски, многу мали. Значи ова е едно современо решение на спортската сала во Основното училиште Јана Москоменски. Практично се ние живее, значи учениците од Тафталидже 1 учат во едно навистина современо училиште за кој што плаќавме кредит до минатата година. И сега, кога градите, тоа е лоповлук, кога не градите, тоа е добро. Кога градат нивните, нема ништо апсолутно као да не се случаи. Не го видовме, законски е, нема што да се буниме. Знаете што е интересно? Како јас како градоначелник, кој што бев прогласен за најуспешен градоначелник во Југоисточна Европа, кој што сите епитети ги добива во Социјалдемократскиот сојуз, наеднаш една трансформација кај мене настанува, јас наеднаш се претварам во урбан мафијаш, во човек што мрзи трева, што не сака да гледа трева, не сака да гледа дрва и така натаму, или пак настанала трансформација кај нив, која што е резултат на омразата што имаат кон мене, како човек кој што 2013 година одлучив да одам на избори, тоа со право, затоа што испочитував волјата на граѓаните. Волјата на граѓаните била јас како градоначелник да се појавам на тие избори и волјата на граѓаните била јас да ја водам таа општина. Океј. Вака. Што сте наследиле, сте наследиле. Што било, било. Сега е важно. Еве да речеме дека и некои од граѓаните се во ред. Вие сакате како и секој. Има граѓани што се во право, не викам дека. Има што се во право. Има и што се право. Значи во право. да правиме дистинкција. Не така. секое бунење е Апсолутно. партиско или против вас. Може само сепак вие сакате да вцртувате маркички. Тоест маркици го прават сите градоначалници. Вака. Значи да разјасниме за граѓаните. Цел Карпош бил нечии бавчи. Да? Значи тоа било не е ова аеродром каде што најголем дел било, не знам, било мочвара или било државно земјиште и така натаму. Па и тоа било нечиво, дури го знам наследниците. Карпош било, значи дел кој што бил нечии бавчи, нечија собственост. 65-та се врши национализација, бил еден собственик. Тој починал, имал 5 деца на пример. Тие 5 деца на одредено земјиште што е национализирано, конкретно во Тафталидже има луѓе што имаат земено хектар, хектаријар, имаат 3000 квадрати, 10.000 квадрати, или на пример кај мене доаѓаше еден човек кој што цела војна болница заедно со оној дел што е румунска болница, заедно со делот на брза помош е изградено на негово земјиште. Човекот доаѓаше и почина. Тој чуваше крави и комшиите го пријува зашто чува крави, а тој си бил од век и неговото семејство, неговите предци бавчеванџи и човекот си почина, а не успеа нормално да го денационализира тој дел, затоа што тамо нели е здравствен дел, односно е војна болница. И сега кај вас кога ќе дојдат луѓе на кои што им е одземено, направена е таква неправда. Најголем дел од нив немаат решено стамбено прашање. Доаѓаат со барање да можат да си го решат своето стамбено прашање. Или, јас сум го спомнал и друг пат, на пример кај мене доаѓа потомците на народниот херој Орце Николов. Тие добиле, нивните татковци добиле станови по 45-та година, државни станови. Тие државни станови се денационализирале. Луѓето станале на улица. И имаат некое парче земја во Карпош 1 и доаѓаат кај мене и викаат градоначалниче, те молиме, ваква и ваква е состојбата, дали може за да можеме да си го решиме. И сега кажете ми јас како градоначалник како да постапам. Значи кај мене се преплетуваат и човечки судбини. Јас мора да водам сметка и за тие што живеат таму да не им го загрозам животот, но во исто време морам да мислам и на овие што им е нанесена некогаш неправда. Знаете што значи хектар да дојдат да ви го земат? Или на пример, доаѓа граѓанин кај мене кој што вели: "Ова имање го платил дедо ми 450 турски наполеони." Наполеони, тоа се 5 лирки. Затоа работел во Александрија 25 години и на секој 5 години доаѓал да ја види баба ми и семејството. И тоа е национализирано и сега се враќаат некои 300, 500 и така не знам квадрати и јас доаѓам некој си стевче да го молам да ми црта една маркичка да може нашето семејство да обезбеди дом за себе или за своите деца или за своите внуци. А сегде на запад тоа е неприкосновено. А сегде на запад е тоа неприкосновено право. Значи, што направивте со овие наследниците на Мирчеацев? На Орце Николов. Во Карпош 1 се уште не е донесен урбанистичкиот план, има проблем затоа што нивниот имот се наоѓа на дел кој што е дечјо игралиште. Дали ме разбирате? И сега кажете ми како да постапиме. И ние како луѓе
Значи, како одговорни политичари, ние мора да ги решаваме и проблемите на граѓаните, но во исто време не би било добро и да создаваме проблеми на граѓаните кои што таму да живеат, меѓутоа мора да имаме разбирање дека тој што му е денационализирано земјиштето, или пазите што се случува. Председателот на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз, Душко Весовски, држи пресконференција во која што бара зеленило во Тафталиче. Тој истиот ја злоупотреби Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз во 2012 година, иако ја се противев на тоа решение, во делот на злокуќени кај Систина си вцрта хотел за себе и неговото тоа земјиште му го продадува на Орце Камчев, од тоа инкасира 230-40 илјади евра и сега да прашам, зошто тоа земјиште вие не го давате за зеленило? Гледате негде зеленило околу Систина? Зошто не се сложивте со тоа таму да нема ништо да биде зеленило, него тој истиот доаѓа кај мене да си вцрта маркичка за себе, тоа е дволичноста на Социјалдемократскиот сојуз, си ставија во джепче 240-250 илјади евра и денеска држи пресови како на Карпуш му треба зеленило, како Карпуш се гушил и така и натаму, што се ирониите и тоа е дволичноста на една, како да кажам, политичка структура која се пренесува од централно ниво на локално ниво и која што се обидува, нели, своите политички конкуренти, не со нив да се надпреварува по тоа дали ќе понуди подобро решение и проекти за граѓаните, туку настојува со црна кампања, со злоупотреба на медиуми и така натаму да... Ниеден градоначалник не е имун на инвеститори. Инвеститор која ќе дојде со многу пари и бара маркичка, обично гледа да направат се што е можно градоначалниците. Не, кај нас доаѓаат собствениците на земјиштата, не инвеститорите. Собствениците на земјиштата, тие доаѓаат со... Еве да ја прашам вас, вие да имате 1000 квадрати во Карпуш, со какво барање ќе дојдете кај мене, да го поклоните на општината за зеленило или... За лична потреба. Или за лична потреба. Сега па идат со нови тези. Да? Зошто општината не го откупи тоа земјиште? Па ние како локална самоуправа, ако на сите што им е денационализирано земјиште во Карпуш, го откупуваме за потребите да правиме зеленило... А они никогаш не го направиле како партија тоа. Да, меѓутоа, ние сега веќе не можеме да откупуваме по 2 евра, 3 евра, се плаќа реална пазарна цена од 300 до 400 евра. Токму таму во Тафталиче 1 за експроприација за изградба на тротоар спроти, се извинувам, училиштето Ѓорги Димитров, плативме 460 евра по метар квадратен за експроприација. И сега, кога ние све што се денационализира у Карпуш, ќе го купуваме за зеленило... А зашто го земавте тоа? За тротоар. За тротоари? Да, за тротоар. Сега, кога све што се денационализира, ако одиме по нивната теза, општината треба да го откупува за зеленило, тогаш ние во Карпуш не можеме, треба да ги отпуштиме вработените и не треба ништо друго да функционира, само да откупуваме земјиште за зеленило. Но факт е дека треба зеленило. Да. Како ќе го решите тогаш? Точно. Што можете да... Но во исто време. Сепак, ви, сметам дека Карпуш... Малце само би сакал ја да се надоврзам на оваа теза. Они се многу големи пријатели на зеленилото, но кога се деновите на садење дрва, а оваа власт 13 милиона дрва или 30 милиона дрва, еве, да речеме 3 милиона дрва засадени. Никогаш нема. Они го бойкотираат тој ден, никогаш не идат да дојде, не постои за нив тој ден. Сега во Карпуш 4 садевме негде околу 500 дрва засадивме. 500 дрва. Заедно со градоначалникот на Скопје покрај булеварот Теодосиј Гологанов, тоа се скоро 1000 дрва насадени. И кога ќе се исече некој канадска топола, кое што не е декоративно, не е украсно, која ги пушта оние бели да, и кое што е индустријско дрво и векот на трајање му е 25 години. Тоа ги садела фирмата Треска Топола, која што денеска не постои. Таа со тоа индустријско дрво правила палети оние што се за индустријата и правила налани и така натаму. Значи, тоа после 25 години тоа дрво треба да се исече. И сега, граѓаните треба да знаат, за да исечете едно дрво, тоа дрво си има свое досие. Вие мора да поднесете барање до Градскиот комитет за урбанизам, сообраќај и екологија. Тој треба да искочи на лице место, да го види дрвото и да каже дали тоа дрво може да се сече или не може да се сече. Значи мора да ја не смеам да исечам дрво додека не прашам градот. Стручна служба и сечењето го врши исклучиво паркови зеленило. Значи не можеме ние дојдеме да исечеме дрво, дали ме разбирате? Значи неош кога сакаш и кај сакаш. И ако е сува дрвото, значи градот Скопје мора да каже ова дрво може да се сече. Заради тоа и тоа точно се забележува зошто се сече. Има ли шанси да добиеме повеќе зеленило, повеќе дрва во Карпуш? Вака, Карпуш како
населба која е правена, односно општина правена после 65-та година, отприлика е водено сметка за количината на зеленило и она што значи урбано живење. Иначе не знам дали знаете дека Скопје е на 7-мо место по количина на зеленило во Европа, како град. Киев е на прво место. Значи во тој дел Скопје се наоѓа меѓу водечките градови во Европа. Нормално, ние треба да се потрудиме тоа зеленило што го имаме, да го заштитиме, но во исто време законодавецот треба да каже дека нема повеќе да враќа или треба да направиме измени во законот за денационализација, дека земјиште во урбани делови на градот дека нема да ги враќаме назад. Значи сите оние што им се денационализира земјиштето, тие барат потоа тоа земјиште да се реализира. Так, односно да се реализира во стамбени објекти, деловни објекти, колективни објекти. Тоа е нивно право. И најчесто тоа се повеќе семејства. Никаде нема едно семејство. Така е. Значи никаде нема едно семејство. Најчесто е или на пример ќе ви кажам, во Карпуш 3 имаме две згради кои што се една до друга. Таму веќе скоро 10 години е една висина уцртана и не се гради. Се обидовме да тестираме. Качивме 3 ката висина, на едната зграда таа веднаш се изгради. Другата зграда остана, другиот објект сега е субстандард, остана значи на иста висина, тој објект не се изгради. Меѓутоа, тој субстандард со првиот го рачистиме, веројатно со некој друг урбанички план ние ќе го мораме да идеме со првиот блок реклами, веднаш потоа продолжуваме со разговорот. Господин Јакимовски, ја веќе сум на мојот Facebook профил и да ги довршиме овие работиве разговори во околу општината. Неколку прашања, значи она што сте ми пратиле приватно во инбокс на мејл, ќе го игнорирам затоа што немам време. Она што е јавно поставено како прашање на мојот Facebook профил ќе му го поставам, бидејќи господинот Јакимовски сам ќе го види. Кристина Нина Мачкич вели, јас сакам да се урбанизирам, а тоа да не го прави Петар Стошич или Урбан Стил инженеринг, бидејќи улиците ни се езера, криви скапани, џабе Стефче вложува, овој само троши, лично го канам на Каирска после дожд, Стефче да види на што му личат улиците. Ова е значи критика за изведувачот, така? Добро прашање од граѓанката. Поштовани граѓани, значи имаме сериозен проблем. Обврската да секоја работа мора да оди на тендер и работата да ја извршува фирма која што ќе даде најповолни услови, а тоа е секогаш цената. Значи ќе даде најевтина цена и кој што ќе победи на електронското надавање, таа фирма ја извршува работата. Сега, проблемот е што гребеме подобри улици, подобро направени, 65-та година, и кога ќе правиме нови улици, излегуваат полоши, затоа што стручниот кадар во фирмите, техниката која што има предпријатијата, надзорите и така натаму, не се на висина на врските кои што биле, да речеме, луѓето кога градале 65-та година. А за да го добиете тој квалитет треба повеќе да се плати, а законот не ви дозволува поскапата... Вика тој што ќе даде најевтина цена. Само така е законот. Најевтина цена доаѓа со лоша машина, дали ме разбирате? И со најлош квалитет. Со слаб кадар. И така натаму. И сега што се случува? Таму каде што на улицата никогаш не лежала вода, сега доаѓа лежи води, нормално обвинувањето е према градоначалникот. И заслужено е. Може ли да се направи нешто? Законот... А најчесто, пазите вака, најчесто одиме со геометри. Геометрија мерат улицата, ние лети да не се трожиме. Значи, вака, дали смеете вие како градоначалник да одобрите тендер кој е поквалитетен, а не поевтин? Не смеете. Законот не ви го дозвола. Вака, да објаснам на граѓаните дали може. Значи, тој е тие што сакаат да дојдат на тендер, даваат своја понуда. Ги отвараме тие понуди јавно и секој мора да ги исполни условите пропишани во тендер. Да има вработени, да има механизација и така натаму и така натаму. Кога ќе отвориме, која е најевтина цена? За 2 дена се закажува електронска аукција, се почнува од најевтината цена и секој од својата фирма на компјутер спушта цена. Кој ќе даде најевтина цена, односно другите се откажуваат, тој ја зема работата. Значи, може ли да се дадат повисоки стандарди да се постави во тендерот? Тоа зависи. Бирото за јавни набавки го смета како ограничување на конкуренцијата. И најчесто тие ни ги враќа назад.
Тоа значи на кое ниво ние тоа можеме да го решиме како граѓани? Второ, на надзорот... на парламентарно ниво можеме да го решиме? Да, на парламентарно ниво и она што е спомнато надзорот Urban Steel Engineering, тоа е надзор што го бара законот, тоа е надворешен закон, надворешен надзор. Ние исто и него на тендер го добиваме. Тоа не е надзор кој што е од општината, туку е законот вика дека надзорот треба да биде фирма која што е од надвора, не од натре во општината. Луѓето кои живеат во Карпош треба да бидат среќни што имаат градоначалник како Стефчен напреден, кој само гради и обнова и оди напред, што да кажеме ние општина Центар, што крадец од Жарновски само ги краде парите на граѓаните, добро. Единствен најдобар, праша го Стефче како тогаш законски на детското игралиште кај Мексиканскиот споменик даде дозвола за градба на зграда. Вака. Значи, кај Мексиканскиот споменик исто земјиштето е денационализирано. Значи на луѓето им се земени неколку илјади метри квадратни, вратено е 650 метри квадратни. Тоа е ова. Да. 600. Значи не е точно, на игралиштето не сме направиле. Значи не е на игралиштето. Значи тоа не е општината, туку е денационализирано. Да. Значи еве го гледате сега дека не е тука значи не е на тој дел на игралиштето. Вратено е 650 метри квадратни на собствениците. Ние на дел од 300 метри квадратни вцртавме маркичка од 100 метри квадратни, значи на индивидуална градба, куќа, за да луѓето нормално си ги решат своите собствени проблеми, а останатиот дел од земјиштето и собствениците се сложија дека тие се подготвени да го остапат за зеленило. И тоа така останува, значи 300 квадрати се искористени за таа, останатите 300 зеленило. Не сум јас тоа што сум го вратил, што сум го денационализирал. Така, денационализираното го правил некој државен орган. Така. Каква дозвола има стандардно здание на водно и кој издаде таква за негова градба? СДСМ? Прашува еден гледач, Ивана Живковска. Какво е тоа стандардно Појма здание? немам, толку е прашањево, ова што ви го прочитав. Ја не го разбирам. Ако мислат за објекти на израелската компанија кои се наоѓаат во Карпош, Вожданец, Вожданец, тоа е проект со урбанистичкиот план, токму направет со урбанистичкиот план, таму се цртани објекти уште со претходниот градоначалник, не од мене. А втора работа, ако мисли за објектите кои што се наводно, за тие јас не можам да кажам, значи јас во делот кај панорама и така натаму. Уште една пофалба, Горан Илиовски вели, зборите за европски нормативи, а давате одобрение за надградби на стари згради изградени пред земјотресот, без потребна документација, кршејќи го законот за градење на сомнителни инвеститори. Тренд стана оние стари, тесни згради каде што луѓето живее у 35 квадрата, малку да пркнат, да добијат малку од малку една соба повеќе и така натаму. И тоа стана општи тренд. Ем се разубавува надворешно, ем се проширува. Што име сега проблемот? Може да ви кажам искрено моето мислење, јас сум против тие работи. Зошто? Но граѓаните тоа го бараат и еве им удоволуваме со претходните урбанистички планови и така натаму. Зошто? Прво, законски имаат право на такво нешто. Законски добро, збориме сега повеќе за морал отколку за закон. Океј, ајде. Значи, се работи за објекти градени во 60-тите години. Така е. Кои што се градени по едни стандарди. Добро. Сега градиме објекти, значи вадиме столбови надвор од тие објекти, по сосема други стандарди. Најчесто градат фирми без соодветен надзор и се градат, практично имаме сега два објекта, кои што се еден врз друг. Во случај на земјотрес тие функционираат и работат како два различни објекти. Ова јас не сум го измислил, ова дошле и ми го кажале градежни инженери статичари. Во случај на поголем земјотрес, едниот од другиот објект се удираат и тој внатре што е само ке клапне и практично ние нема да можеме внатре да влеземе да вадиме плочи, да ги вадиме луѓето и така натаму и така натаму. Тоа е првата работа. Втората работа е што граѓаните со тоа што ќе си стават над главата, над себе, уште 2 ката и подкровја, ќе донесат уште 30 на станари, си го загрозуваат само квалитетот на својот живот. Проблемот со паркирање, со инсталациите внатре во зградите и така натаму, а се прави во интерес да се догради тараса од не знам од 20 квадрата или не знам што да се зголеми стамбен простор. Па сега пак им давате одобрение. Затоа што тоа му го дава урбанистичкиот план. Дали ме разбирате? А има уште една друга лоша појава. Најчесто тие згради
надворешните ѕидови се носечки ѕидови. Граѓаните ги рушат за да се прошират на оној дел према терасата и автоматски ја ослабнуваат зградата. Кога вие надворешниот зид од едната страна и од другата страна ќе го срушите, кој е носечки зид, вие внатре практично сте ослабнале зградата која што представува, и тоа ние се обидуваме да им го кажеме на граѓаните и така натаму и така натаму. И не допира да не. Дури општината плати 40.000 евра изис да направи анализа за тоа како може да се градат згради и овие што постојат веќе згради што се изградени, дали се изградени според сите современи стандарди и нема опасност од уривање при поголем земјотрис. Ми изненадевте со овој ваш став, мислев дека добро, окей, ви благодарам за објаснување. Кратко и концизно сега одговарајте ми на овие прашања на гледачите. Горан Вановски планира и градоначалникот да направи конечно сервисните улици кон објектите во Порта Козле. Зградите немаат никаков пристап. Диво се влегува преку кал, преку гаражи и слично. Срамота е колку пари се дадени за комунали од зградите. Вака. Значи не се срамам. Има граѓани во Карпош кои што живеат 50-60 години, нивните проблеми, има дел граѓани кои што се уште не се решени нивните проблеми. Ова се згради кои се вселени пред година дена. Кога зборуваме за урбанистички планови, сакам малку накратко да објаснам технологијата. Урбанистичкиот план ја прави урбанистичка куќа и јас се случува урбанистичкиот план воопшто и да не го видам. Тој да дојде на седница на совет, јас се вклучувам во урбанистичкиот план само ако има некој проблем. На овие згради, пазите што е направено. Во маркицата кај што се зградите, собственост приватна, паркинзите се одвоени да бидат да ги прави општината, а зградичката и тоа што ќе се направи внатре да си го земе собственикот на зградата, а паркингот е остане на општината. Сега сакам да кажам дека со нов урбанистички план тој паркинг плац ќе го вратиме во собственост на зградата и на парцелата на зградата и нека повели собственикот на зградата нека си го направи паркингот од кој што на вас како станари ви ги продал становите и нека го направи исто така паркинг просторот, а ние што значи сервисни улици што треба да се дојде до зградите, ние тоа ќе си го направиме. Но паркингот треба тие да си го направат. Дали ќе се дислоцираат амплификации? Тоа не зависи од мене. Дали е запознаен градоначалник? Но добро е што е сега веќе на газ преориентирана. Така, барем не загадува се. Да, не е на мазут. Дали е запознаен градоначалникот со проблемот на жителите на улиците Локвенска 1, 3, Ловченска. 5... Ловченска, се извинувам. 1, 3, 5, 7 во Козле. Треба да кажеш што е проблемот. Не значи не сте запознаени. Слажена Митрова... Тоа се реновирани, најголем дел се од тие улици Ловченска 1, 2, 3, значи тие се реновирани улици комплетно. Ако има некој проблем, нека се обратат слободно до кај мене. Мојот телефон и приватен е 342-085, 070 342-085. Слободно нека пуштат порака, ќе се договориме да се видиме и ќе видиме што проблеми имат. Го даваш твојот телефон јавно. И не го менувам. Секоја чест. Секоја чест, господине градоначалнице. Што е со зградата на Хелсинки 49? Колку фамилија остави на улица Стевчо и неговите корумпирани инспектори? Пишува Данче Јанева. Ја не знам дали ова вистински профил. Да, вистински профил е. Данче Јанева вели дека сте корумпирани вие и вашите инспектори. Корумпираниот инспектор заврши во затвор и доби отказ од работа. Тие граѓани што останале без станови, влегле во дил со инвеститор кој што не бил спремен да инвестира. Ова е нешто како ФИКОМ афера? Полоше од ФИКОМ. Не сум запознаен. Значи немале градежна дозвола. Јасно. Направиле фалсификат градежна дозвола. Во тоа учествувал и надлежниот градежен инспектор од општина Карпош, зашто беше благовремено откако ние, пазете, локалната самоуправа, ние кабинетот на градоначалник ја откри оваа работа и констатира дека имаме фалсификат градежна дозвола и ние го пријавивме случајот во Министерството за внатрешни работи за да потоа се спроведе истрага. Вашиот инвеститор, ако се сеќавате, заврши во притвор, но во исто време истрагата продолжи и потоа заврши и нашиот надлежен инспектор кој што го суспендирав, односно него доби отказ од своето работно место. И денес општина Карпош нема градежен инспектор. Јас се извинувам заради мојата неинформираност, не знаев за оваа афера дека олку проблем. Но ние го не ме контактирале. Кабинетот на градоначалникот констатиравме дека е фалсификат градежната дозвола. Дали ќе се обнови градилиштето позади Алумина? Бивша Алумина. Таа е приватна. Најголем дел таа е приватна собственост. Ние и досега ќе го реновиравме.
асфалт во населба Кривидол, меа бе? Вака сега. Населбата Кривидол оваа година ќе се прави атмосферска канализација и ќе се реконструираат сите улици во населбата Кривидол. Браво. Но не можеме да ги асфалтираме пред да се направи атмосферска канализација, оти не сме направиле ништо. Со тоа само ќе ги потрошиме парите бадиеле, сакаме да и таа населба биде како што се останатите, Тавталиџе, Козле, Влаја и така натаму, значи да има Тоа е со зградата на Кубус на улица Даскал Камче? Зградата, тоа е приватен аранжман на станарите од зградата на Даскал Камче и Кубус, и колку што ја знам, тие се денеска се судат. Значи, тоа е, господин Јанко, оној проблем што викате вие со надградбите и доградбите, тоа е проблемот со Кубус и надградбите и доградбите на станарите од Даскал Камче. Сега го има тој проблем со инвеститорот Кубус. Меѓутоа, тие во општина Карпош не дошле да не прашаат кого да го добијат за инвеститор. Секој инвеститор што ги исполнува условите утврдени со закон, ние сме должни по закон да му издадеме градежна дозвола. Но станарите се на суд со Кубус. Јас се обидов неколку пати да посредувам, меѓутоа заеднички јазик не можеме Значи, да најдеме. јас се обидувам да ги артикулирам и граѓаните и да разберам баш. Единствено што можам да констатирам од целиот разговор дека одлично си ја познавате населбата. Тоа ми е работа. И одлично, добро. Ја сум сретнал, ја овдека сум 15 години, ја терам емисијава, имале ме гледале како теле ушарена врата. Не знаат зашо зборат кој ќе постават граѓаните. Вие прилично добро се носите и ги познавате теренот. Дека има проблеми има, ќе има пукање секогаш, криминал ово она, ја викам ако има криминал, да си одговара. Има надлежни институции. Така, нека се докаже криминалот. Така, ние имаме и специјална јавна обвинителка за која викам, нека докаже дека има криминал и нека одговара тој што направил криминал. Бидејќи и јас и вие ќе одговараме за се што ќе сгрешиме како и секој граѓанин. Од тоа не излегуваме. На крајот на криштата, пак велам, 3 мандата сте му дале, очигледно дека човекот си ја знае работата. Ја тука би сакал да завршам со општината и би сакал да идам за политика малку да поразговараме и за вашата партија Гром. Ја формиравте, има сега веќе добро време, вака, како стоите, како задоволни ли сте со членство, со позиционирање на партијата и така натаму и така натаму? Имате ли воопшто време да се посветите на партијата со вашиот ангажмент? Па искрен да бидам, во текот на 2013 година, некаде од јуни месец до изборите 2014 година, доста бев посветен на партијата, значи на двете полиња. Морам да кажам дека од 2014 година нааму многу повеќе сум ангажиран во делот на проблемите со локалната самоуправа, отколку со партијата. Значи, таа се етаблира на политичката сцена и малку повеќе препуштив на извршните секретари, на подпредседателите да работат со инфраструктурата, со партиското членство и така натаму. Во главном, јас се занимавам со оние покрупните политички прашања, кои треба да се одржи пресконференција, кои треба да се настапи во јавност и така натаму. Добро. Сега, на пресконференција ја ве слушнав, сега не знам ни дали беше пресконференција, излеговте со една теза и со едно тврдење, вака вели, да бидам што е можно по-прецизен, се извинувам, спомнувате некои датуми за избори. Например, вака. Или 24 оваа година, или 24 2018. Така. Објасните ми го малце ова. Пазите, Социјалдемократскиот сојуз од 2 јуни, откако е подпишан Пржинскиот договор, фамозниот Пржински договор, кај што седнаа 4 поглавици со посредство на меѓународната заедница и се договорија, знае дека ние на 24 април треба да одиме на избори. Денеска гледаме тегавење, дека не се исполните услови, не се сака да се оди на избори и така натаму. И ние практично ја доведовме државата во една страшна агонија, во која што имаме безбедносна криза. Цела Европа се тресе од таа безбедносна криза. Проценките се дека се преку 1 милион бегалци ќе имаме од пролет. Па натаму. И во оваа опасна ситуација, ние сме доведени во ситуација статус-кво. Имаме Министерство за внатрешни работи, односно министер кој се бави со партиски работи, партиски истраги, место да се работи со државни. Имаме практично во една влада 3 влади. Имаме нефункционални, значи се создадоа нефункционални институции и тоа е премногу опасно за Република Македонија како мала држава со кревки
институции, значи тази изградени институции, ние мора ова работа да ја пресечеме. Или на избори на 24 сега, или на избори 2018 година и повеќе да не замараат. И до 2018 нека го чистат списокот. До 2018 И второ, да биде оваа ситуација, Груевски во оставка, со овие министри. Министерчињата од Социјалдемократскиот сојуз ќе се врати кој у Куманово, кој у Паланку, кој не знам од кај дошол. Значи владата да продолжи да си функционира, специјалната јавна обвинителка од која што многу очекуваат, нека си продолжи да си работи што ќе си работи, а државата да продолжи да се функционира. Или да одиме на избори, ова прашање мора да го разрешиме, затоа што оваа ситуација, рековме, на избори без опозиција не ја бидува, ама па ова ситуација ептен не ја бидува. Да. Го рековте. Так. Избори без опозиција не ја бидува. Ама оваа ситуација ептен не ја бидува. Но и ова Груевски и Ахмети се должни да се... закон кој што вели на избори треба да иде позиција, опозиција мора да има ова или она. На избори иде кој сака да иде. Така е. Пазите вака. Значи, идење на избори е привилегија, не е право. Така. Секоја партија се формира, пазите вака. Вучич во моментот има 70% рейтинг во Србија. Излегува, носи одлука на неговиот главен одбор и вика одиме на избори. Опозицијата никаква во Србија вика конечно добра вест од Вучич. Ние имаме опозиција во Македонија кој што 2 јуни дека знае дека на 24 ќе имаме избори и она се нада дека изборите ќе се одложат. Дека нема да има да одиме на избори. И сега, тоа е партиски концепт. Можеби Социјалдемократскиот сојуз ќе се одлучи да биде вонпарламентарна партија. Каже да, целокупната власт во Македонија, вие препуштаме вас, вие сте одговорни за состојбата во државата и можеби после 4 години ќе дојдат на власт. Впрочем, така храбро тоа го направи Петар Гошев и Љупче Георгиевски 94 година. Ги бойкотира вториот круг на изборите, им рекол на Бранко Црвенковски Социјалдемократскиот сојуз вие ни спокрадовте, ние не одиме на избори, им ја дадоа целата власт, 98 година Љупче Георгиевски ги прегази, односно Петар Гошев 96 година го превзеде градот Скопје со Ристо Пенов. Да, ама и тоа е партиски концепт, ние не гледаме овде партиски концепт. Најголемата кражба се случи во тоа време. Не се остава една власт, бидејќи секоја власт има тенденција да се корумпира. Опозицијата е таа која треба да биде коректив. Но пазите, тоа беше храбро, тоа беше машки и концептот сосема успеа на Љупче Георгиевски. Но Љупче Георгиевски не седеше во фотелја и не плачеше, туку беше на терен со народот, со граѓаните, по села, по едно, по друго, да го организира и така натаму, и резултатите нормално. Пред изборите 98 година... Не трчаше по странци да моли. ВМРО ДПМН, не странците не му беа наклонети, туку напротив беа против. ВМРО ДПМН. 98 година, пред избори, рейтингот на ВМРО ДПМН беше поголемо Социјалдемократскиот сојуз и сосема нормално Социјалдемократскиот сојуз изгуби. Сега на сите избори, пред сите избори, рейтингот на СДСМ е скоро на половина од ВМРО ДПМН, на избори излегуваат со никаква програма, на избори на терен ги нема, присуство во јавност никаква, реклами никакви, се она што значи декор за едни избори никакви и они очекуваат, пазите, пред избори биле послаби, изборната кампања никаква и очекуваат на избори да победат и кога ќе завршат изборите некој ги украл на изборите, мислам, тоа е. Вие добро ги знаете, бевте дел као коалиција од нив, бевте дел од СДСМ, добро ги знаете како функционираат, сте биле дел од изборите. Тој фамозен избирачки список на кој они се фатија како давеник за сламка, дека е тој непрочистен и така натаму и така натаму. Ајде малку околу тој фамозен избирачки список кој 10 години го проверува и ОПСЕ и СЕ. Ја често пати, знаете, господин Јакимовски, се прашувам. Еве, ајде да им поверувам дека се украдени 150.000 гласови, кој што велат они. Разликата ќе ја видам у следниот рейтинг. Значи, следната анкета што ќе биде направена, само проста математика ќе ми ја покаже таа разлика. Но разликата и денеска е иста каква што беа изборите 2013. Пасте веќе, тие што прават анкети, 14. агенции кои што тоа се бават, они веќе во микронска точност ви го погодуваат рейтингот. Како мене на сите на изборите 2014 година гром го вадат меѓу 3,5 и 5%, ние дојавме 3,9%. Како ја сега да кажам некој ме украде, зашто немам 51%? Ме разбирате? Меѓу 3,5 и 5 сите ме вадеа, значи ние излеговме 3,9%. Значи не може да очекувате вие рейтингот
сите рейтинг листи да бидат дека сте вие послаби, а да очекувате на избори да Дека ќе победите. победите. Сега, пазите вака. Ќе ми каже ли некој дека подобра и поорганизирана со подобри институции е бугарската држава, српската држава, црногорската, босанската? Ајде да се запрашаме ние како граѓани. Како бре луѓе на сите овие држави чист списокот, само на Македонија не е чист списокот. Само тоа ќе збере. Само Македонија има криминален избирачки список. А цело време опозицијата има мнозинство во Државната изборна комисија. Јас јавно кажав, знаат ли граѓаните дека тие таму во Државна изборна комисија е професионална комисија која има 1300 евра плата, која што после секои избори делат по 20-30.000 евра и кога ќе дојдат пред секои избори, они викаат списокот не ни е чист. А чист ли И е сега- за локалните избори? Па тоа е многу интересно прашање. Како за мене, за Заев, за Зоран тие си Дамјановски, истите списоци се за со локални. тие исти списоци ние победуваме, нема проблем. Ако ќе дојдат парламентарни избори, значи списоците не биле чисти. Вие спомнавте 150.000 гласови. Сега ќе ви кажам вака. Во Македонија има негде помалку од 6.000, околу 5.900, мислам, избирачки места. Аха. Од тие над 2.000, значи над негде околу 2.300 гласачки места се чисто албански, чисто турски, чисто ромски, јуручки и така натаму, кај што нема етничко македонско гласачко тело. Тоа значи негде 3.000 и кусур гласачки места се чисто македонски. За да украдете 150.000 гласови, тоа значи негде над 400 гласови треба да убаците во секое гласачко место македонско. Кажете ме дали е тоа можно? Тоа значи во мој Карпош на секој избирачко место да убаците, во Подржикоње, кај што сум роден, кај што има 60 гласачи, треба да им додадете уште 500 за да ги натокмите овие 150.000 гласови. И сега не можам да разберам дали и самите веруваат во лагата што ја кажуваат или е тоа лага за да се го подгреваат собственото членство. Значи ова се чисти математики. Значи таа работа е невозможна затоа што на изборите сите политички партии имаат своји представници. Како е можно политичките представници на избирачките места да немаат забелешки на гласањето? Да не констатираат дека има гласачи кои што ги нема или така натаму. За мене не е тоа, кој ќе каже некој види на една адреса во центар имало 60 или 50 луѓе или 30, не знам кој. За мене е дали тие 50 луѓе гласале, што ако го има избирачки список ако тој не гласал? Значи, дали тој гласал, тоа е клучното прашање. И ние сега имаме министер за внатрешни работи, кој што му се достапни податоците, председател на ДИК, генерален секретар на ДИК, мнозинство во Државната изборна комисија и практично Социјалдемократскиот сојуз е заробеник на својата лага од 150.000 фамозни гласови во избирачкиот список и никако тие не можат да ги најдат. Да. Ако има А во 150... МВР Пазите, имаат значи пристап до личните карти, сите лични карти, имаат пристап до пасошите, лесно се имаат споредува пристап до со матични. фонд за пензиско, со агенција за вработување, значи тие се вкрстуваат податоци, тоа многу лесно се споредува. Методологијата е дури Пазите, за мене на позната. 1.700.000 гласачи, 150.000 гласачи, тоа како му доаѓа? Секој 2-13 гласач практично вас треба да ви биде фалцификат. И значи, кога ќе земете да броите, многу лесно вие за 3 дена ќе изброите 5.000 фалцификат. Дали досега излезе таква работа? Уосталом, прашувам, таа Државна изборна комисија што е, овој народ ја прашали што правите, што Социјалдемократскиот сојуз не се ја праша Виолета Дума, што работите вие таму, работите ли на тој список? Или секогаш што вика еден мој комшија ќе правиме исти квинти. Значи, пред секои избори, председателот на ДИК од Социјалдемократскиот сојуз ќе си даде оставка за да се добие во време. Аха. Така. Значи, тоа се случи и со Кондарко, тоа се случи и со Новаковски, тоа сега нели Виолета Дума дојде, па сега треба да оди у пензија, па ако може пак да се украде одредено време и така натаму, таа работа не ја бидува така. Значи, не може оваа држава да се држи во заложниство и да се труди некој само да го лаже народот, да го манипулира, меѓутоа рейтинг листите покажуваат дека народот не може да го лажете. Не може да го лажете. Му покажали филмот на Народов, еве со народот сте доле, на терен. Знам дека селенило, загадување, маркици, тоа е најбитно, тоа е секојдневица. Моето излагување на прес психолошки? и инсистирањето да груевски ахмети си превземат одговорноста, бидејќи се бирани од граѓаните, или ќе донесете одлука како што треба, или ако не, да стрнете вие. Оваа работа не ја бидува вака, значи беше поздравена од граѓаните, од обични граѓани, од едно друго, затоа што оваа ситуација веќе не е издржлива. Над 65% од граѓани бара да се оди веќе на избори.
И ова прашање мора да се рачисти. Како што реков, ни следи бегалска криза, ни следи безбедносни проблеми. Ние не можеме, и башка, значи, економските процеси во Македонија не дозволуваат ваква ситуација повеќе. Таа ситуација мора да се рачисти на избори. И она го поздравувам Хан, битно е за Македонија да има фер, демократски избори, согласно европски стандарди, кој сака да дојде на избори бујрум, кој не сака. А они го разапнаа заради оваа изјава. Ма тие не можат да сватат дека Хан не збори од лично име, збори од името на 20 кусур европски земји. Што не пренесува личен став, тој пренесува став на Европската комисија. Сепак прилично жестоки беа критиките дека Хан е купен, закани до него, Орав се јави, побара обезбедување. Јас сум криминалец, сите се криминалци, сега Хан е криминалец. Ако не мисли како нив, сите се криминалци. Нема честен човек. Тој што не мисли како нив, тоа се криминалци. Значи, тие луѓе дошле овде да посредуваат, да помагаат и така натаму. Друго е прашање што ние како граѓанска опција за Македонија и не се согласуваме и не ни се допаѓа и не го одобруваме начинот на помош кој што ни изразува меѓународната заедница, а тоа е преку кршење на уставот. Доаѓаме до решенија преку кршење на уставот и законот. Hold the thought. Задржи таа мисла, морам да направам кратка пауза, кршење на уставот. Продолжуваме веднаш по реклами. Рековме, со уставот ќе продолжиме. Уставот да не се рачка, а сепак се рачна. Да. Сега имаме јавно обвинителство, имаме договор и сето тоа убаво, нели да се надмине кризата, ама сето тоа да биде легитимно низ рамките на институциите и низ сите институции иде, освен на устав. Една земја има 3 свети работи. Тоа е устав, знаме и уставот, знамето и грбот. За овој устав што ние денеска го имавме, 2001 година, ако се кејате, леевме крв, дававме жртви. И македонци, и албанци. И ни го изменија тогаш. Секоја, без разлика, секоја мајка солзите се исти, безбојна боја, дали е албанка или македонка, која дала жртва. Значи се договоривме, направивме устав со посредство на меѓународната заедница и денеска доаѓа некој и ми гази врз уставот. Извинете, ама нека повели, нека го згази уставот на Америка, нека го згази уставот на Англија или на било која друга европска држава. А ова порака до оние од надвор што ни доаѓаат и ни барат да го... Нека извинат, ама ние сме заљубени во нивните демократски принципи, во нивните правни држави и се трудиме оваа држава, ако можеме да ја правиме како нивните држави. Тие доаѓаат сега овде кај нас и ни викаат, нема проблем, суспендирајте го вие. Уставот, изберете специјален јавен обвинител, надвор од закон за судство и спротивно на уставот во Република Македонија и терете вака ќе решавате политичката криза. Ако нас не тераат да ги решаваме проблемите со политички средства, тогаш мора и они да делуваат со политички средства, а не со кршење на легални уставни начела, закони во Република Македонија. Значи, меѓународната заедница можеше да каже, извини, овде има компрометирачки работи, не знам, за председател на влада, има министри и така натаму. Значи, тој може би треба да се потргне, но во исто време и за тој што обвинува има компрометирачки работи со посебни истражни мерки, каде што објаснува цела технологија на корупција, на земање мито во неговата општина, каже, вие ќе се тргнете, државата ќе продолжи да функционира, институции да го рачиста случајот, кој е за затвор, кој не е за затвор и така натаму, после да се продолжи. А не да дојдат од надвор и да кажат, крши го уставот, крши вака, ќе правиме. Зашто? Зашто некој немал доверба во институциите. И сега што се случува? Практично некој се обидува во Македонија да немаме верба во водството и да немаме верба во институциите. И практично народот да биде обезглавен. Ако немаш верба во институциите, немаш верба во водството кое што те води, во што ти треба да веруваш во една држава? Замислете ги Русија, Советски сојуз, кога Хитлер бил на 50 километра од Москва, ако немале верба во своето водство, дали ќе ја добиеле војната? Или да не спомнувам, не знам, битки на Неретви или не знам што и така натаму, или оние битки што биле овде во Македонија, ако, значи, и кога не постои ништо, нема правен поред, ама ако се има верба во водството, значи може да се најдат решенија. Ние се обидуваме, водството не чини, институциите не чини, ќе дојдеме од надвор, ќе направиме паралелен систем во државата. Кога излегоа бомбите, имаше доста страф и трепет меѓу бизнис,
некои политичари се разбега, некои парламентарци исчезна и така натаму. Ви имаше во бомбите, ама многу машки се држевте. Нема зашто да се држам. Прво, јас знам што сум работел и како работам и нема зашто воопшто да се плашам од било што. И јас на членовите на мојата партија им реков, немој да се секирате вие на Централен одбор, тие ништо за мене немаат. Воопшто да не се секирате. И нема зашто да се плашиме од овие што ги имаат нашите интими. Значи, некој во Република Македонија, ние сме граѓанска партија. Најсвето правило во западните демократии е правото на приватност. Значи, нема проблем. Овие што од надвор не слушаат, доаѓаат да ни кажат, некој ни чепка во приватноста, за нив не е проблем. Тоа е нормална демократија да кршиме устав, нормално некој да не слуша дома, нормално тоа некој да ни го објавува и така натаму, ние сето тоа треба да го прифатиме како нормално и во исто време натаму да слушаме како ќе ни кажува како треба да градиме оваа држава. Нити сме се уплашиле, нити ќе се уплашиме, затоа што образот ни е чист, но во исто време тие ова што го објавуваат, образот ни малку не им е чист. Нека извинат, ама лидерот на опозицијата, господин Зоран Заев, со посебни истражни мерки во Струмица, објаснува вака како што сега јас мафтам со рацете, така и он мафта со рацете, објаснува цела технологија на тоа, како го зима митото, кај треба да се дава, колку тоа изнесува, на кое место треба да се носи, зошто, со кои цели, како се дели со црква и така натаму и така натаму. И ние сега на тоа треба да бидеме да останеме имуни. И згора на тоа нема да се појавува господинот на судски рочиста, ќе дава објаснување дека он имал средба со кинескиот амбасадор. Кинескиот амбасадор не можеше 2 часа порано или 2 часа покасно. Значи, со овој суд, некој ќе си брише паркет и тоа најнормално ќе си го прифакиме. И јас не можам да се изначудам на институциите во Република Македонија, и на судството, и на обвинителството. Тие самите не треба да бидат дел од овој политички процес, туку напротив, и тие треба да удрат на маса и да си ја фатат работата онака како што треба и да не ги интересира што ние политичарите се договараме, него таму кој кршел закон треба да се сноси последици. Еве ова што го зборите, јавното обвинителство расправаше и за работата на Катица Јанева. Катица Јанева додуше и немаше многу што да се расправа за низината работа до сега, но си скандализира низината работа со материјалите, со тие кутии во кои никогаш ништо не се објасни, нити се направи попус, нити се направи приемна листа. Значи, што сега ќе ни се случи? А тоа е, значи, ваша интима, наша интима, наши приватни работи се дадени. Так. Она појма нема, не доставила до некого до државата што е и како примено. Пасте, тоа е прво правило. Ако полицијата дојде кај вас нешто да одземе или било што се прави попис. Значи се прави записник што се зема. А ако треба записникот ќе се прави 20 дена. Тој мора да се направи. И сега што ќе се случи? Ќе почнат, како што знае Социјалдемократскиот сојуз, на нивни портали од Виетнам, од Колорадо, од не знам каде, ќе почне да пушта интимни снимки од политички противници, бизнисмени и така натаму. И Зоран Заев ќе каже многу лесно, јас ви кажам вас дека немам верба во државата, дека може да ги чува овие снимки, дека ние партиски подобро ги чуваме, и јас ги предадов во обвинителство, како излегле надвор, јас не знам. Затоа што пазете, го фатија Чаушот и со снимки кои така е. Меѓутоа Катица Јанева не може да каже што има кај незе, а што е останато надвор. Затоа што Заев ќе тврди дека све и предал. Ме разбирате? И тоа што ќе се појави, кажа, не е од кај мене, тоа е од кај обвинителството. Ви кажав дека државата не знае да ги чува снимките. Чекајте, ама не може да го каже тоа затоа што еве, Чаушот го фатија, нивни член, со фалсификуваните пасоши, со целата фабрика и снимки. Колку беше? 7000 снимки. Каде што ИВЗ е прислушуван, каде што е прислушуван и албански и така натаму. Да. Значи тоа е делено и надвор од земјата да некој утре ги уценува тие. Тоа значи дека Социјалдемократскиот сојуз и овие снимки што ги поседува, тој се е спремен со некои мафијашки структури кои што утре ќе земаат рекет од граѓани, од институции, од политичари, од стопанственици и така натаму и така натаму. И значи јас како партија ние кажавме дека ова што го прави господинот Заев и Социјалдемократскиот сојуз ќе има далекусежни последици цела наредна деценија по граѓаните на Република Македонија. 20 да кажеш дека не сме уште свесни
Тоа од глава ќе им пука на граѓаните со ова? Да, таму се 23.000 граѓани како што вика. Не, таму само Стефче Јакимовски. Не, таму само Никола Груевски, таму значи Вие се немате Петко доверба Рајко. во него. Апсолутно не. Немате доверба дека не се направени копии, дека утре нема да бидат злоупотребени и пуштени од Виетнам, од Апсолутно. од Кајмански острови, некои портали и така натаму, од овие нивниве вулгарни квази новинари кои и натаму објавуваат гадост. Само слушајте, од тие работи ќе има рекет, ќе има уцени, ќе има закани, ама може да има и убиства. Значи, ќе има луѓе кои што нема да може да ги трпат уцените и заканите што ќе произлегуваат од И ќе се радикализираат. и ќе се радикализира. И сега само прашувам, што ако се случи после 5 години истава оваа ситуација, пак ќе проаѓаме врз истава оваа ситуација? Кога пазите, нашите законски решенија се ова го има антиципирано. Ако нешто не е прибавено со посебни истражни мерки и така натаму, никој нема право да има, да прислушкува, да објавува, се стои тоа во законот. Ние го скршивме законот. И впрочем, судиката во Струмичкиот суд, снимката што ја дадовме за господинот Зојан Заев, каде што објаснува како зема мито, кажа дека не е веродостојна. Дека она не може... не е веродостојна. Да, сега таа судика во Струмица вика, јас не можам да се повикам на овие снимки, за мене тие не се веродостојни, а за Катица Јанева, пазите, треба тие снимки треба да бидат веродостојни, врз основа на нив таа треба да работи и да процесуира евентуално случаи. И како ти пукна филмот? Мислам дека на граѓаните им е пукнат филмот. Не е дали мене ми е пукнат филмот. Не, како партија и како ваши Како луѓе партија, кои да. едноставно граѓанска ве партија. прават луди на здрав Да. памет. Да, и се прави опасен преседан, се толерира една личност или една политичка партија која што не е способна на легален начин да дојде до власт во Република Македонија, туку напротив се труди со дискредитирање на политичките противници, со црна кампања, со влегување во интима и така натаму, да дојде до власт во Република Македонија, но очигледно дека народот тоа го препознава. Ќе идете самостојно на изборите, вие сте дел од коалицијата, останувате дел од коалицијата? Гром има најскапо платен пратеник, 32.000 гласови. Значи, ниједна партија нема пратеник платен од 32.000 гласови. Органите на партијата, ако беше друг модел, Гром ќе имаше најмалку 4 пратеника во парламентот. Гром како мала партија искочи и каже: "Ајде да идеме на мнозински изборен систем." Ако сте мажи вие од Социјалдемократскиот сојуз, чиста работа на мнозински. Заев како поведува во Струмица, Циц како проведува во Куманово, еве ќе се излезете со квалитетни кадри, ќе скочите на мнозински систем, се плашат од мнозински систем, зашто во мнозинскиот систем кој што е нокаут систем За големите партии? Не, таму поведуваат силни поединци. Так. Ама проблемот е што граѓаните немаат доверба во поединците на Социјалдемократскиот сојуз и знаат дека ќе доживеат катастрофа. Так. А Гром не се плаши да излезе на мнозински избори. Така, во право сте. И пазите, пратеници добиени на мнозински систем се вистински репрезенти за граѓаните. Значи во еден како никогаш досега, се извинувам, да искажете се. Значи сега може да се случи Берово, Пекчево, Делчево, целиот тој регион да нема пратеник во парламентот. Затоа што најчесто на листите се наредуваат раководството од Скопје во сите изборни единици. А сите останати се понатаму и нели се забиваат обично измеѓу 8 и 10, 12 место кај поголемите партии, остатокот значи по малите места немаат репрезент. А во овој случај мнозинскиот, значи секое место, секој мал регион ќе си има свој репрезент и ќе победи оној што е со највисок рейтинг. Во Карпош победи ВМРО ДПМН со гласови во Советот. Втор беше Социјалдемократскиот сојуз. Трета беше Српска напредна странка, а јас победив како градоначелник, како личност. Истото беше и 2009 година. Јас победив како личност, а ВМРО ДПМН победи во Карпош како политичка партија. И Коце Трајанов. И Коце Трајановски. Значи народот вие не можете да го излажете. Пазите, во Карпош како? Гласа за Коце Трајановски, гласа за Стефче Јакимовски и гласа за Ѓорги Иванов. Значи гласа за една политичка опција, за друга политичка опција и така натаму. Значи народот точно си знае да се одреди на кого мисли, на кого треба да му го даде. Сметате дека е време да се го направиме тој исчекор во еден глас? Не, Еден човек, еден глас. Не, мнозински. Значи мнозински систем, тоа е значи јас против вас.
И значи тамо граѓанинот ќе го бира оној во кој што најмногу има доверба. И тоа е многу поздраво за парламентарната демократија. Тогаш членовите на парламентот ќе бидат многу посамостојни, со многу поголем кредибилитет. Нема да бидат партиски послушници, него ќе бидат силни личности кои произлегле од народот, со поддршка на народот. Што очекувате? Како никогаш досега, што очекувате вие од овие избори, бидејќи како никогаш досега добивам многу јасни сигнали. Значи политичарите веќе порано има, како да ви кажам, и аналитичарите и политичарите има малце, знаеш, она чисто бонтон, па не знаеме народот ќе одлучи ово он. Сега веќе многу е јасно. Значи очекувам победа на владеачката коалиција и потоа плачење на Социјалдемократскиот сојуз. Ќе може ли тоа нивно плачење да ја продолжи кризата? Дали овие избори, ако странците кажат, ако меѓународниот фактор, бидејќи очигледно ќе биде главен, ако речат беа фер, беа легитимни, беа исправни, дали ќе може да се продолжи таа агонија? Не, агонијата нема да се продолжи затоа што институциите ќе продолжат да си работат. Нормално ќе продолжат, значи ќе имаме влада, ќе имаме премиер, нема да имаме двојство тројство во владата, туку ќе имаме еден премиер, една влада и така натаму и така натаму. Значи ќе има kick-ass. Да. Океј, многу ви благодарам за се во ова. И сосема на крај уште нешто. Карпош беше можеби единствената општина во Република Македонија која немаше црква. Црква. Не е баш така, ама ќе го објасним. Ама доста, како да кажам, значи општина Карпош во своето јадро нема црква, за разлика од сите кај што е мнозинство на граѓани. Да, кај што е мнозинство на граѓани. И тоа зборам мнозинство на православни христијани, граѓани и така натаму. Конечно радосна вест се објави пред известно време дека таква црква ќе се гради, а црква нема од соборниот храм до Ѓорче Петров. До Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров. Имаме во Бардовци црква Света Тројца, имаме црква Пантелемон во Горно Нерези, имаме во Долно Нерези исто Свети Пантелемон, имаме црквиче кој го направија граѓаните на Жданец, кај Жданец, и граѓаните, и имаме едно црквиче Свети Илија исто се наоѓа на Пантелемон. Меѓутоа, тоа е се во делови кај што имаме малку жители. Во оној дел кај што имаме многу жители, како што рековме, од Рузвелтова па до Ѓорче до кружниот тек, ние немаме во тој урбан дел црква. Што направи локалната самоуправа? Значи, тие цркви не сакаме како во аеродром да бидат параклиси. Значи, сакаме да имаме цркви во кои што ќе се служи литургија, во кои што ќе се венчава, ќе се крсти, ќе се погреба, во кои што ќе има попови, клисари и така натаму со сите значи пропратни содржини кои што треба да ги има една црква, и тоа да биде жива црква и да биде одржлив проект, а не затворена црква кај што нема да ја користи никој. И да бидат поголеми катедрални цркви. Значи, едната ќе биде кај порта Влае. За граѓаните на Влае 1, Влае 2, Хром ќе може да ја користат Дел Нерез и така натаму, односно Карпош 4. Втората ќе биде црква во Карпош 3, меѓу Карпош 3 и Карпош 4 кај Ситимолот. Третата црква се договоривме со неговото блажество господин Стефан да тоа биде кај споменикот на Кузма Јосифовски Пито и да се вика во негова чест Кузман и Дамјан. Црквата значи во Козле, и локалната самоуправа во овој момент размислува каде да обезбеди место за црква за христијанското население, за граѓаните на Карпош 1 и Карпош 2 и оној дел значи што е млечен ресторан и така натаму, и не можеме да најдеме некоја поасална локација, размислуваме евентуално да влеземе во делот на градскиот парк и тамо да се направи една голема катедрална црква која што ќе биде од значење не само за граѓаните на Карпош, туку и за целиот град Скопје. Тоа да бидат значи вкупно 4 цркви, али пасте вака, многу амбициозен проект. Ова значи дека ќе имаме некаде на 15.000 жители да имаме една црква. И тоа ќе биде, значи таа црква треба да има приходи, треба да функционира. Тие попови значи треба да имат донации, да обезбедуваат плата за себе, значи да сето тоа функционира и така. Ако ние црквите ги градиме таму каде што црквите ќе бидат затворени само за славата на црквата да ги отвараме, тие немаат логика. И затоа ние одлучивме да не одиме со вакви, не го критикуваме с градоначалникот на аеродром. Океј, тоа што е направено, меѓутоа пазите, тоа е направено како урбана опрема. Значи, ние збараме со градежна дозвола, со имотни листови да се види таа црква, со сите, со крстилни, со простории за свештенскиот кадар и така натаму, да бидат цркви како што треба. Одлично. И тоа е реакцијата на граѓаните или ова е по нивно барање? Ама пазите, ова е по нивно барање.
Најмногу на секоја средба со граѓаните на Карпош 4, Карпош 3, црква. Уште само ова навратете се. Оној објектот, што го рековте, што бил местна заедница, Да, што е наркоманско дувно. да. Што конечно ќе биде со него? Таму ќе има стамбен објект и еден дел до него ќе биде деловен објект во кој што ќе биде сместена и местната заедница на Тафталиџ 1, значи дел на општина Карпош. Значи ќе се направи конечно тој дел. Да. И покрај протестите на СДСМ и нивните. Да, сме воделе сметка за граѓаните, значи тој објект во однос на другите објекти доаѓа од западна страна, значи не влие на инсолацијата, на сенки, на едно на друго, туку тие објекти другите доаѓаат од јужна страна на овој објект и е на повеќе од прописно растојание од тие објекти. Кога ќе почне тоа? Затоа што Тоа не зависи од мене. Затоа што е опасност и за деца и за граѓани таму таква средина. Тоа не зависи од нас, тоа значи од собственикот, значи социјалистичка партија, дали тие ќе градат или евентуално ќе биде некој инвеститор или така натаму, значи тие треба да си одлучат. Okay. Ние сме направиле како локална самоуправа се што е до нас да не речем тоа ругло се расчисти. Ја би ве замолил на крајот сега сосема, пристигна во меѓувреме и некои други прашања на мојот фанпејдж. Тие се јавни, погледнете ги, ако Со задоволство треба ќе ги одговориме. Контактирајте ги тие луѓе ако е нешто што треба. Ја ви се заблагодарувам за ова исцрпно интервју и за разговорот. Ви благодарам на остапеното време и на респектот кој го покажавте. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.